Две лица на мотоцикл застанале пред синагогата во Скопје во 5 часот наутро во неделата. Откако ја прескокнале оградата, едно од нив носило канистер со бензин, додека другото чувало стража. И двете лица носеле заштитни шлемови, кои ги користеле за маскирање, бидејќи нивната цел била подметнување на пожар во еврејскиот верски објект во нашиот главен град. Според снимките од безбедносните камери, ова останало само на обид за предизвикување на пожар. Од Министерството за внатрешни работи велат дека случајот се истражува и се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителите. Вчера во 7 часот и 22 минути во секторот за внатрешни работи Скопје ЈЈ пријавил дека на улица Апостол Гусларот во двор од верски објект забележал канистер за гориво и траги од горење. Веднаш по добиената пријава од страна на полициски службеници излезено е на местото на настанот и се превземаат мерки за расчистување на случајот. Реагира и од амбасадата на Израел во Скопје. Амбасадорката Вивиен Ајсен бара од властите да го расчистат случајот што е можно побрзо. Таа исто така потсетува дека евреите во Македонија, иако мал број, имаат длабоки историски корени и дале значаен придонес во изградбата на мирот и солидарноста во текот на децении. Еден длабоко загрижувачки антисемитски инцидент во Северна Македонија, прв од 1945 година, го погодува самиот темел на вредностите на заедничкиот живот, кој го поддржува еврејската заедница. Јас ја поддржувам заедницата и верувам дека властите ќе действуваат брзо за да ги изнесат одговорните лица пред правдата. Еврејската заедница во Македонија остро го осуди инцидентот, нагласувајќи дека вакви действија не се само напад врз верски објект, туку и напад директно врз заедничкиот живот. Според председателот на оваа заедница Пепо Леви, ова не е само напад врз објект, туку ова е напад на вредностите што не одржуваат заедно како заедница. Ние живееме со нашите верски традиции, но секогаш сме биле дел од нашето секојдневие, рамо до рамо со сите граѓани, се вели во реакцијата.